Власта нема план Б, ако ниту новата бугарска влада, која би требало да биде формирана по изборите во ноември, не отстапи од црвените линии за интеграциите на Македонија. Премиерот Заев разговарал со бугарскиот шеф на државата Румен Радев, па очекувал дека до декември ќе биле заокружени разговорите со источниот сосед, а тоа ќе значило и надминување на проблемите. Јас очекувам дека крајот на ноември, целиот декември можеме да ги заокружиме прашањата, заради тоа што ние ги имаме адресирано сите прашања. Како што реков, преку патоказот или роудмапот, кој што ги имаме сите прашања адресирани, кои што значат гаранции преку рокови и надлежни институции за зголемување на ефикасноста на реализацијата на договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија. Специјалниот представник на Македонија во преговорите со Бугарија Бучковски пак не мисли така. Во последното интервју јасно порачува дека со оглед на политичката криза во која се наоѓа Бугарија, засега тешко е да се надеваме на решение. На иста линија е членот на стратешкиот совет при МНР и поранешен функционер на СДСМ Гордан Ѓорѓиев. Дециден е дека европските челници мора да бидат начисто за прашањето со македонските интеграции, а соседите да пресечат или ја поддржуваат или не земјава на патот кон полноправно членство во Европската унија. ЕУ е се уште мојот печаток е дека и мислам ќе го споделиме тој јавно или приватно, дека се уште се бара самата себе си во шумата, која што е густа и темна и станува се погуста и потемна. Но да се запрашаме и на тоа дека до кога нашите пријатели безусловно или со малку услови ќе не поддржуваат во нашите обиди да го воспоставиме она што го нарекуваме, не знам, расцутена либерална демократија или расцутено владење на правото. На крај пак ќе се сведе, министри и колеги, дека ќе треба тука да се заврши работата, за која што ќе треба да најдеме и сила, и волја, и капацитети, и разум. И додека премиерот е оптимист за можно решение со бугарските власти, шефот на македонската дипломатија Бујар Османи пак вели дека до решение нема да се стигне лесно. За него сега не е прашање само на тоа дали Македонија ќе одржи првата конференција оваа година, туку која е перспективата на регионот по однос со Унијата и кој е кредибилитетот на целиот овој процес.